45 милиони евра е штетата за последните 4 години од пожарите во Македонија, изјави денес директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Последните 10 дена имавме повеќе од 20 пожари на отворено. Штетите кои што државата ги трпи од пожарите се навистина огромни. Во 2017 година штетата е проценета на околу 31 милион евра. Во 2018 година штетата е 1 милион и 100 илјади евра. Во 2019 година штетата е 13 милиони евра и 100 илјади. Во 2020 година штетата е 1 милион и 300 илјади евра. Во оваа сума добар дел отпаѓа на штети настанати во источниот регион, особено во Кочани и околината. Последните месец дена можам да кажам дека скоро секојдневно имаме минимум 1 до 2 интервенции. Обично се на отворен простор, бидејќи почнува жетвата и земјоделците после жетвата ги палат страништата, остатъците од жетвата. Со тоа предизвикуваат поголема опасност спрема другите околните ниви кои не се ожнеани. Покрај Кочани, многу често гори и во атарите на Штип и Карбинци, а особено ризичен е летниот период и граѓанската неодговорност. Значително зголемен бројот на пожари на отворен простор, каде што најчесто доаѓаат од намерно запалени страништа, како и неисправна механизација. Вчера имавме во село Таренци, каде што има зафатено покрај страништа, се зафатени неожнеани површини со пшеница и јачмин. Иако државата најави големи казни за палење на стрништа, засега ефект од заканите нема и практично нема поле каде не гори. Предвидените казни од 6 до 8 милијади евра, па се до повеќе годишен затвор, досега уплашија малкумина, па воглавно од тука и толку многу работа за пожарникарите и милионските штети. Неодговорноста и понатаму е фактор број 1 за сите проблеми.